Добар ден, дневник на Канал Плюс во 16:30. Со содржините почнуваме веднаш по кратката најава. Околу 300.000 евра е буџетот на Бирото за регионален развој наменет за проекти во источниот регион. Денес се дефинираше листата на приоритетните проекти на истокот. Се дефинира новата национална стратегија за младите за наредната декада. Јавна дебата денес имаше во Штип. Председател на студентскиот парламент на УГД доби кривична пријава заради злоупотреба на службената положба над 7,5 милиони денари за заврка на семестар исплаќал на фирми и на сопствената сметка. Листа на приоритетни проекти кои ќе се финансираат од Бирото за регионален развој денес се дефинираше во Штип. Околу 300.000 евра стојат на располагање на општините од истокот. Центарот за развој на Источниот плански регион денеска во Штип одржа работилница за презентирање на проекти кои би се реализирали идната година. 11 општини од Источниот плански регион ги представија нивните замислени проекти кои би биле од значење за развој на повеќе области за општеството. Елена Димитровска од секторот за планирање и развој на Источниот плански регион го представи проектот за уредување на туристичкиот центар Пониква. Наш предлог како општина Кочани е проекти во делот на туризмот, односно развој на туристичкиот центар Пониква. Веќе од страна на Источнопланскиот регион беа изготвени технички документации за изградба на улици и паркинзи на Пониква, понатаму проект за атмосферска и фекална канализација на Пониква и проект за поспоставување на нов жичарен систем на Пониква. Општина Штип аплицираше за повеќе проекти. Еден од нив дава акцент за фестивалот Макфест. Фестивалот Макфест, односно да планираме, да предвидиме и изведеме секако со помош на Источен плански регион еден проект фонтана, парк и плато на Макфест, каде би спроектирале една фонтана која што чијшто млазиви ќе играат по ритмот на музиката оркестарска на познати рефрени од Макфест, каде што по завршувањето на Макфест ќе се испишува победникот на плочки и претходните победници, ќе го осмислиме тоа во склад со самата фонтана и со самиот проект. И на завршната вечер овде да се доаѓа, да му се даде како еден посебна важност на победникот, да се испише неговото име, а секако и да остане во историјата, да не се заборави. За реализација на овие проекти, Источниот плански регион ќе аплицира за одобрување на средства од Бирото за регионален развој преку Министерството за локална самоуправа на Република Македонија. За наредната година на располагање се околу 300.000 евра. За наредната година тачниот износ не го знам, од прилика е околу 300.000 евра кои што се наменети за Центарот за развој на Источниот плански регион и во рамките на тие 300.000 евра веројатно ќе бидат финансирани 5-6 проекти. Досегашната реализација, односно искористување на овие средства од Бирото е нормално 100%. Поднесени се голем број на проекти, дел од нив се финансирани и реализирани. Општините со своји проекти може да аплицираат и до други извори за финансирање, односно да се поднесуваат барања за финансирање во разните повици кои ги објавува Европската Унија во рамки на ИПА програмата. Јавна дебата за националната стратегија за млади со важност до 2025 година имаше денес во Штип. Во креирањето на оваа стратегија вклучени се Агенцијата за млади и спорт и UNDP, а добродојдени се идеите на младинските здруженја, невладени организации и поединци. Денес во општина Штип се одржа јавна дебата за национална стратегија за млади, која ќе биде со мандатен период од 2016 до 2025 година. На дебатата учествуваа представници на Советот на млади, ученици од основните и средните училишта, студенти, активисти на невладени организации, како и заинтересирани граѓани. Многу често во нашите излагања велиме дека младите се нашата иднина. Јас велам не, напротив, младите се тука и сега и сите заедно како институции, како засегнати страни мора да работиме во насока на решавање на проблемите
и предизвиците со кои што се соочуваат младите луѓе во Република Македонија и подобрување на општата и социјекономската положба на сите млади луѓе во нашата земја. Во таа насока некаде на почетокот на оваа година, заедно со програмата за развој на Обединетите нации, односно UNDP, го започнавме процесот на креирање на нова национална стратегија за млади за периодот од 2016-2025 година, во која што практично треба да ги дефинираме и таргетираме сите проблеми и предизвици со кои што се соочуваат младите луѓе во нашата земја во моментов и со кои што би се соочувале во следниот период и секако во акциониот план да најдеме мерки и конкретни активности со кои што треба да ги надминеме овие проблеми и предизвици. Општина Штип е 11-тата општина во која се реализира ваков вид на јавна дебата, каде што младите имаа можност да се вклучат со своји ставови, забелешки и сугестии, со цел подобрување на нацрт текстот на Националната стратегија за млади. Ние како Совет на млади зедовме активно учество во самиот процес, оттока еве како Совет на млади директно сме вклучени во делот за образование. Иако ова стратегија опфаќа огромен план и повеќе точки, ние како Совет на млади дававме предлози токму како може да се подобри образованието и образовниот процес и на локално ниво и пред се на државно ниво. Се надевам дека ваквите активности ќе продолжат и во иднина, значи досега имаме координирано состаноци и во Скопје, како и одлична соработка со самата агенција за млади и спорт. И се надевам дека токму овој документ ќе биде почетокот и ќе биде подлога за успешно спроведување на стратегија на млади, како и дефинирање на улогата на младата личност во општество. Конечната верзија на овој нацрт план предвидено е да заврши до крајот на годината, а веќе од јануари следната година се очекува да започне и нејзината реализација. Во Кочани денес се одржа сајам за вработување. Ова беше можност за граѓаните и компаниите да воспостават непосреден контакт, но и да се види реалната состојба на пазарот на трудот, каде најбарани се техничките кадри. Агенцијата за вработување на Република Македонија денеска во Кочани го одржа четвртиот саем на кој учествуваат 22 компании од Кочанско-Виничкиот регион. На саемот граѓаните имаа можност директно да се запознаат со условите кои ги нудат приватните фирми од Кочани и Виница. Саемот за вработување свечено го означи за отворен директорот Поповски, кој истакна дека ова е уште една од многуте можности граѓаните директно да стапат во контакт со повеќе приватни фирми и доколку ги исполнуваат потребните услови да се вработат. Морам да нагласам дека најбарани се техничките кадри, за кои што и ние кажуваме дека треба да се запишуваат младите на овие училишта, на овие факултети, бидејќи нема да бидат невработени, туку ќе бидат вработени. Доколку и паралелно покрај теоријата и го практикуваат тоа што го учат, ќе бидат уште поуспешни и нема да бидат воопшто невработени. Бидејќи знаеме дека веќе на факултетите сите технички кадри се веќе вработени пред завршување на факултетот. Бидејќи потребата на пазарот е голема, а бројот на оние што завршуваат е многу малку. На денешниот саем беа присутни представници од речиси сите позначајни фирми од кочанското стопанство, меѓу кои на конфекцијата Алма, Текспорт, Европа 92, салонот за мебел Јумис, Ледер, Центро Бизнис, како и многу други приватни фирми од Кочани и Виница. Еве што изјавија представниците за овој проект за вработување. Имаме потреба од квалификувана работна сила. Значи нашите работници можеме да ги поделиме во две категории, значи на тапетарија и рамни површини. Можеме да истакнеме значи дека во последен период имаме интензивно зголемување на бројот на работниците. Имаме пракса значи редовно да учествуваме на вакви саеми и слични манифестации значи од овој карактер. Во моментов значи имаме потреба за повеќе типови на работни профили, меѓутоа ние сме денес за тоа тука, ќе земеме податоци, информации за сите заинтересирани и соодветно на нашите понатамошни потреби ќе остваруваме дополнителни контакти со сите заинтересирани. Моментално ни е потребен кадар во струката на машинството, односно шивачки. Исто така и примаме технолози, имаме заинтересирани некои што немаат работно искуство може да пробат како рачни работници. Екопак Хит и Екопроектко, двете фирми учествуваат на саемот со цел да понудиме нови работни места, значи имаме отворени огласи постојано за економисти, за правници и за општи работници. Ова е уште една можност да се зголеми бројот на невработени во Кочани, бидејќи како што изјави директорот Поповски, искуството од претходните саеми покажуваат резултат на зголемена вработеност во општините. Текстилниот гигант фабриката Палтекс од Делчево од вчера е со нови сопственици, компаниите Дамјанов од Делчево и Алекс од Кочани.
Една од најголемите текстилни фабрики на истокот, Палтекс од Делчево, која има околу 400 вработени, од вчера доби нови собственици. Имено на берзата беше извршена трансакција на акциите од претходните собственици на фирмата. Новите собственици на Палтекс од вчера се Дамјанов од Делчево и Алекс од Кочани, кои уште при самото купување започнаа со подобрување на условите за работа и уредување на фабриката. Имено започнаа со реновирање на фасадата на зградата и го направија првиот договор за набавка на нови попродуктивни машини за производство, се со цел да се зголеми продуктивноста, а со тоа и платите на вработените, изјавија за Канал Плюс новите собственици. Во разговор со нив тие истакнаа дека нивниот план и мото ќе биде Палтекс заедно со нивните претходни компании Дамјанов и Алекс да бидат меѓу првите во државата во нивната бранша. Воедно ја искористија приликата да кажат дека поранешните вработени во Палтекс, кои поради било кои причини ја напуштиле работата, да дојдат на разговор за повторно вработување во Палтекс. Новите собственици исто така истакнаа дека во иднина планираат да го зголемат производството и да вработат уште вработени. Инаку Палтекс работи висококвалитетни производи со најголемите брендови во Европа. На чекор од грејната сезона недостигот од дрва за огрев се уште не е надминат. Во Штип платени и неиспорачени се над 2000 метри кубни дрва, порачани од Сдруженијето на пензионерите. Од таму смируваат дека достава на дрва се врши, но до кога ќе трае не знаат. Сличен проблем имаат и кочанчани. Започна грејната сезона, пристигна и студот. Домаќинствата се во паника дека зимава ќе останат без дрва за огрев. Штипјани и кочанчани стравуваат како годинава ќе ја поминат грејната сезона, додека во Малешевијата засега го немаат тој проблем. Сепак, после подолг застој на испораката, од овој викенд Штипското Сдружение на пензионери започна со транспорт на дрва. Околу 2000 метри кубни се платени и штипските пензионери секој ден ги очекуваат. Но од Сдруженијето за Канал Плюс телевизија велат дека испораката ќе забави и не знаат точно кога ќе заврши. Со опаѓањето на температурите, граѓаните се понестрпливи, нервозни и со поделени мислења. Дури не сакаат да зборуваат ни пред камера. Дрвата скапи се и плюс тоа ние сме години. Полесна работа да се грееш на струја отколку на дрва. Зашто друго нема, само на дрва. Уплативте ли? Уплатиме. Не са пристигали, лажат ги, и нас, они не лажат. Не са ни они криви за тоа. Надеваме се да добиеме, па кој знае. Не сум безич, ќе прекарам пазимото ја. Имам си дрво па ја. Таа е работа. Па ќе ги добиеме, така не кажа. Колку време? Две денови. Некои од граѓаните веќе бараат и алтернатива во грејењето. Јас сум моментално на плин. Добро е сега за сега, пасират ги и ги рекламират термопечките на струја, а дрвата, иако е качена цената, Штип се грее на дрва. Ако нема дрва, имаме комбинирано грејење. Имаме гасовити во горива и јаглен од Берово. Поевтино е. А 2 недели 300 денари. Да. И сега со срце го очекувам Јужен тек. Недостигот од дрва предизвика голем пораст на цените на огревното дрво, но и покрај тоа, многу е тешко да се дојде до него. Се продава дури за 15 евра поскапо за разлика од лани, од 3500 до 4000 денари. Со истиот проблем се справуваат и пензионерите од Кочани. Ветените и порачени дрва уште пред половина година се уште не им пристигнале. Тие стравуваат дека откако ќе ги потрошат и ланските, ќе треба да се греат на електрична енергија. Падот на температурите ја наметнува потребата и од заштита од зимските болести. Голем интересот за имунизација од грип во сите општини на истокот. За 5 дена 300 делчевчани се вакцинирале против сезонски грип. Во Центарот за јавно здравје во Делчево остануваат уште 300 вакцини, 100 за граѓаните за Македонска Каменица и 200 за делчевчани. За само 5 дена 300 вакцини против сезонскиот грип се потрошени во Центарот за јавно здравје во Делчево. Граѓаните го имунизираат својот организам со цел да се заштитат од грипот, чија сезона што току започнува. Во месеците кога се актуелни и се шират разни видови на вируси и настенки, овие граѓани ќе бидат спокојни барем што се однесува до вирусот од грип.
Во Центарот за јавно здравје во Делчево остануваат уште 300 вакцини, 100 се наменети за граѓаните на Македонска Каменица и 200 за делчевчани. Центарот за јавно здравје во Делчево почна со вакцинација на 15 октомври 2015 година. Имаме порачано 600 вакцини, 100 вакцини се за Македонска Каменица, 500 вакцини за Делчево и околината. Вакцинацијата си тече нормално, континуирано вакцинираме, пациентите доаѓаат, се вакцинираат, си одат, не се ствара никаква гужва. Има добар одзив за вакцинацијата, пациентите се задоволни, имаме пациенти кои по 20 години ја примаат вакцината. Освен вакцината, сигурна имунизација е и самата превентива. И покрај вакцината ние им советуваме пак да ги применуваат превентивните мерки за заштита од грип, постарите луѓе да не контактираат многу со повеќе луѓе, посебно со ученици кои контактираат во школата со многу деца и можат да им пренесат грип, да консумираат многу чаеви, супи, свеж зеленчук и овошје и да ја примаат својата терапија за сопствените хронични болести. Примариус доктор Јелица Стојковска апелира до сите оние граѓани кои сакаат да се заштитат од сезонскиот грип, што поскоро да го посетат Центарот за јавно здравје во Делчево и да се имунизираат, особено како најризични групи ги издвојува хронично болните и старите лица над 65 години. Вработени деца од детската градинка Вера Циривири Трена од Штип ги доставија донациите од акцијата Од дете за дете на Црвениот крст. Станува збор за детска гардероба која децата од оваа градинка ја донираа за потребите на семејствата во социјален ризик. Покрај останатите активности кои се реализираат во детската градинка Вера Циривири Трена во Штип, се реализира и проектот Семејство и семејни вредности, а во склоп на истиот, веќе 10-та година поред акцијата Од дете за дете. Оваа акција е резултат на соработката со родителите кои секоја година несебично донираат гардероба од нивните деца, која ќе биде наменета за останатите деца чии родители немаат можност да им ја обезбедат. Со голем одзив родителите се одзваа и им благодариме во оваа прилика на сите родители, на сите деца, бидејќи децата од најмала возраст ги учиме да бидат хумани. Нашиот проект беше насловен како Ние сме мали деца, но со големо срце. Дека од срце подариле дел од нивната гардероба, но и собствените играчки со своите искрени одговори потврдија и најмалите. Јас денес облека донесов. Ја денес донесов облека и сликовница. Јас донесов алишта, паутенце, пиџамки и буска. Паутенце, пиџамки, сикомици. Јас донесов со тато облека за непознати другарчиња. Јакимовска истакна дека донациите ќе бидат распределени на повеќе институции, меѓу кои и Црвениот крст. Дел од приложените донации одат во Црвениот крст, ќе бидат распоредени таму каде што им е потребно местото, дел ќе одеме во детското одделение при клиничката болница Штип и во одредени семејства од руралните подрачја. Од Општинската организација на Црвениот крст, чии волонтери во текот на денот земаат дел од донираните алишта, задоволни од долгогодишната соработка со детската градинка Вера Циривири Трена. Би сакал да упатам голема благодарност до детската градинка Вера Циривири Трена за реализацијата на оваа хуманитарна активност. Инаку оваа облека по превземањето ќе донираме на дечиња од социјално загрозените семејства. Камчев истакна дека соработката со детската градинка ќе продолжи, со што ќе продолжат да им помагаат на оние кои имаат потреба. Освен родителите, во оваа акција учествувале и вработените, кои донирале парични средства, кои заедно со донираните артикли ќе се доделат на социјално загрозени семејства. Председателот на студентскиот парламент на Универзитетот Гоце Делчев доби пријава за продолжено кривично дело злоупотреба на службената положба. Од парите за заверка на семестар злоупотребил околу 7,5 милиони денари во период од 2 години.
СВР Штип поднесе кривична пријава против 27-годишниот ГС, председател на студентскиот парламент на Универзитетот Гоце Делчев, поради основано сомнение дека сторил продолжено кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување. Поради постојање основи на сомнение дека сторил продолжено кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување, секторот за внатрешни работи Штип поднесе до надлежното обвинителство кривична пријава против 27-годишниот председател на Сдруженијето на граѓани студентски парламент на Универзитетот Гоце Делчев Штип. Во временскиот период од јануари 2013 година до мај 2015 година, без почитување на статутот на Сдруженијето, на повеќе правни лица, од кои вршел разни набавки, и на повеќе физички лица од сметката на Сдруженијето, од собраните парични средства од студентите на Универзитетот Гоце Делчев Штип, кои ги уплаќале при заверка на семестар, незаконито им исплатил вкупна сума во износ од 5.628.117 денари, со што им овозможил да се стекнат со некаква имотна корист на штета на Сдруженијето. Пријавениот, злоупотребувајќи својата службена положба и овластување, во неколку наврати противправно за себе присвоил вкупна сума во износ од 509.071 денари на начин што од сметката на Сдруженијето, на неговата лична трансакцијска сметка и на сметката на неговата фирма Гомакс Уно Штип, противправно, без никаков основ и без покритие, ги префрлил паричните средства. Против председателот на студентскиот парламент е поднесена кривична пријава, а истрагата е во тек. Во Уметничката галерија Безистен во Штип од денес и во наредните 2 седмици изложени се 30 слики акварели од богата колекција на Националната галерија на Македонија. Изложбата е насловена "Потрагите на водата" и во рамките на проектот Кич да или не, поддржана од Министерството за култура. Ова е изложба во рамките на програмата на Заводот за заштита на споменици на културата и музеј Штип за оваа година, и таа представува избор на дела во акварелна техника на основоположниците на македонското ликовно сликарство и на автори кои во тоа време, по периодот кога се создавани делата, работеле на некои тематски, да речем, преокупации и моменти кои се сврзани со Македонија. Тука пред се би ги издвоил Димитар Аврамовски Пандилов, Белогарски, Личеновски, секако Коџуман и нашиот сограѓанин Киро Караджа. Најмалку тројца руси што се бореле заедно со сириските владини сили се убиени, а уште неколку се повредени кога граната ја погодила нивната позиција во крајбрежната провинција Латакија. Ако биде потврдено, ова е прв познат случај на убиени руси во Сирија откако Москва на 30 септември почна воздушни напади за поддршка на преседателот Бараш ал-Асад. Приватната електронска пошта на директорот на ЦИА Џон Бринан ја хакираше еден средношколец. Американските власти ги истражуваат наводите дека тинејџерот влегол во листата на контакти, список на телефонски повици и други документи на првиот човек на разузнавачката агенција. Од ЦИА потврдија дека истрагата е во тек, но не прецизира дали дошло до хакирање на личниот имејл налог на Бринан. Хакерот на социјалните мрежи тврди дека упаднал и во личната електронска пошта на американскиот секретар за внатрешна безбедност Џеј Џонсон. Додека сите околни држави се оградуваат со бодликава жица, Србија не планира да се оградува со зидови за заштита од мигрантите, изјави вчера српскиот премиер Александар Вуџич. Вуџич призна дека цел час не можел да се соземе откако видел срни приклештени во ограда од бодликава жица. Многу еколози се противат на такви огради кои често гинат и диви животни. Тој изјави дека независно од големиот број легални имигранти кои преминуваат преку земјата, српските власти ниту еднаш не употребиле сила против нив со солзавет, што според него ја покажува нивната човечност, трпеливост и солидарност.
Новиот селектор на жолто-црвените Игор Ангеловски оствари средба со струмичанецот во Дженова и потврди дека напаѓачот кој беше капитен на репрезентацијата ќе му биде на располагање на двете контролни средби на 12 и 17 ноември и во квалификацијскиот циклус за пласма на светското првенство во 2018 година. Искусниот Пандев, кој има 75 настапи во жолто-црвениот дрес, се повлече од националниот тим по надпреварот против Србија во квалификацијскиот циклус за пласма на светското првенство во 2014 година. Но тој ја промени својата одлука, што е прва добра вест поврзана со македонскиот фудбал по подолго време. Во квалификацијскиот циклус за светското првенство во 2016 година, жолто-црвените ќе играат против Шпанија, Италија, Албанија, Израел и Луксембург, а присуството на Пандев сигурно ќе биде од големо значење. Вчера се одигра 8 надпревари од третото коло од Лигата на шампионите, а лондонската екипа на Арсенал запиша важна победа на дербито против германскиот шампион Баер Минхен. Највозбудливиот меч на вчерашните надпревари беше помеѓу Баер Леверкузен и Рома, каде видовме фантастични 8 погодоци. Победник сепак не видовме на овој надпревар. Челси на гостување против Динамо Киев одигра нерешено 0:0. Се чини домакините беа одлично подготвени за овој надпревар, а тимот на Мориньо сепак не успеа да се спротистави и да запише 3 бола. Барселона победи со 2:0 против Бате Борисов. Стрелец на двата погодоци беше Ракитич. Каталонците во групата Е се задржаа на првата позиција, која има 7 бода. На останатите надпревари Динамо Загреб Олимпијакос 0:1, Порто Тел Авив 2:0, Валенсија Гент 2:1 и Зенит Лион 3:1. Надпреварите од третото коло од Лигата на шампионите продолжуваат и вечерва. Во Париз, францускиот шампион ПСЖ го пречекува повеќекратниот европски првак Реал Мадрид. Бенфика ќе гостува кај Галатасарај, Јувентус ќе игра дома против Борусија Менхенгладбах, ЦСКА Москва ќе игра против Манчестер Юнајтед, Манчестер Сити Севиља, Волсбург ПСВ и Малме Шахтјор. Почеток на сите надпревари е од 20 часот и 45 минути. Ова е се во ова издание на Дневникот. Довидување до 20 часот, за кога подготвуваме нови содржини.